Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата 24 за животот, кое е петто за оваа работна седмица, впрочем и последно, со оглед на тоа дека во следниот период ќе се прават гостувања во 24 за животот периодично во однос на тоа доколку има нешто вистина што да се каже, а потоа ќе си одиме и со редовно емитување, но ќе ви објаснам подоцна зошто. Во денешното издание ќе разговараме за нешто што, верувајте ми, нема маш кој што го нема помислено, или барем во одреден период од животот, особено кога ќе дојдете до стадиум вака како мене, кога веќе ќе почнете да губите коса на одредени делови од скалпот, доколку третманите и се она што го прави 101 клиниката за коса, со кој што имаме разговарано во изминативе 3 години, ми се чини на многу теми, ја ќе разговараме и повторно и понатаму со докторката Елена Арсова, која повторно денеска е тука дел од нашите гости. Денеска ќе разговараме по-конкретно за трансплантација на косата. Тоа е веројатно крајниот чин по однос на губењето на косата, но детално, за да не завлегувам јас во објаснување, и знам и да се заборавам нели во најавувањето, ќе ви ги представам моите денешни гости, од кои што едниот ни е многу драго што е со нас во студиото, бидејќи многу детално и од прва рака ќе ни раскаже што значи трансплантацијата на коса. Во студиото со нас доктор Елена Арсова, трихолог од 101 Hair Clinic, и доктор Илке Рапајдин, хирург за пластична и реконструктивна хирургија во New Age клиниката и 101 клиника. Добре дојдовте, welcome. Thank you for invitation. Како сте? Добро. Одлично, се немаме одамна видено во студио. Да. Кај тебе секогаш доаѓам кога имаме нешто ново и интересно, затоа што сакам да споделам. Гледачите се научени така, дека мора да дополнително да им даваме информации за се она што се случува. На почеток, at the very beginning, I would like to ask you what does the transplantation of hair means? Што значи трансплантацијата на коса, на почеток би сакал да знам. Okay, in a simple definition, hair transplantation is transferring the hair follicles which are resistant to shedding and the effect of testosterone from one side to the other side, which patients are needed, from posterior scalp to the anterior scalp. It's a real simple definition. That's the simple one, тоа е едноставната. Елена? Да, многу едноставна и кратка дефиниција ни даде докторот и во суштина е така. Трансплантацијата само представува едно преместување на фоликулите кои што се отпорни на дејството на дихидротестостеронот, значи и отпорни на опаѓање. Нивно преместување од задниот дел на главата во делот на главата каде што имаме губење на косата. Задниот дел мислиме на зоната помеѓу ушите, значи значи на главата задниот дел. Да. Така. Добро, бидејќи многу луѓе имаат различни представи за тоа од каде се трансплантира косата. Да, најчесто мислат дека тоа се прави од некое друго место, меѓутоа секогаш се прави трансплантацијата од самата глава, затоа што така се добива влакна со истите карактеристики како што е природната коса, значи како автологна трансплантација. Одлично. Тоа е веќе поедноставно. Наука, техника и уметност во хирургијата за коса. We are talking about science, technique and art in surgical methods of hair. Which are the criteria for a successful transplantation of the hair? Кои се критериумите за успешна трансплантација на косата? There are several aspects of hair transplantation, but the most important three is medical knowledge, surgical experience, surgical excellency, and it's a surgical operation and it's a surgical approach. With medical knowledge, surgical experience, and aesthetic decision-making skills, can make the hair transplantation a kind of art. Да, докторот не спои трите најважни карактеристики, ни ги одвои, и тоа се медицинското знаење, вештините на хирургот и чувството за естетика и уметничка изведба на трансплантацијата. Јас секако акцент би ставила на искуството на хирургот, затоа што само со добра техника на работа и добро искуство можеме да добиеме добри резултати. I'm emphasizing the skills of the surgeon because in my opinion only one is the most important and that are the surgeon's skills.
Елена е веројатно единствената гостинка која што исто како мене функционира, зборува на македонски, па сама себе си се преведува, ми се допаѓа тоа. Да, со свој Веројатно сме си попримили еден од друг во начинот на гостување, односно водење. Секако. Убаво. Дали трансплантацијата на коса дава трајни резултати? Does the transplantation of hair gives a sustainable or permanent results? Of course, it must, because otherwise we can't talk about hair transplantation. It will be meaningless if the transplanted hair also sheds. We are using the hair follicles that are resistant to shedding, the effect of testosterone. Because of this, the result will be lifetime long. Добро. Да, резултатите се секогаш перманентни, трајни, затоа инаку не би имало смисол да правиме трансплантација на коса. И пред се имаме трајни резултати од причина што фоликулите кои што ги трансплантираме се отпорни на опаѓање и отпорни на тој дихидротестостерон, па тие кои ќе се преместат од донорската регија во зоната на прорачување, тие остануваат во текот на целиот живот и не испаѓаат. Затоа и често стои тврдењето дека за трансплантираната коса има гаранција дека нема да опаѓа. Да, бидејќи, како што кажа и самиот доктор, би немало логика доколку и таа самата после да опаѓа. Добро. Doctor, tell me, which part of the scalp has the role of a donor's area, donor's region, when it comes to transplantation? Кој дел од скалпот, впрочем, на главата ја има улогата на донорска регија, односно зона на донирање за трансплантација? Especially the area between the ears, because this area is the most dense part of the scalp. You can find lots of hair follicles from this area, and this part is resistant to shedding. Even at the very large bald areas, you can see that between the ears there is always hair, because there is no receptors of testosterone at this part, and testosterone cannot affect the follicles in this area, and if you transfer them to the anterior part, they will behave like that, and the result will be permanent. Да, донорската регија е таа што ја спомнавме веќе претходно, позади, меѓу ушите, во задниот дел, како што покажа и докторот, и причината што се користи таа е токму поради таа отпорност на фоликулите на опаѓање и отпорност на дихидротестостеронот. Дури и кај многу келави луѓе можеме да приметиме дека тој обод од косата странично останува, независно колку е изгубила косата во горниот дел. А меѓутоа, ако темето се спушта прилично долу, тогаш ја ремети донорската регија, тоест ја намалува донорската регија. Па затоа не треба да чекаме многу да се прорачи косата. I'm just explaining I'm just explaining to Ognen that if the vertex is progressing a lot, then the donor region will be reduced. So he should not wait a long time to react. No, subtle, no, very subtle. The best time is always when it begins, because socially people must not aware of the problem. And especially if you are not aware of the problem and people around you is not aware of the problem, it's just right time to act. Секогаш е најдобро се реагира на време, додека се уште околината не приметува дека има многу промени. Така може многу исто така суптилно да се коригира проблемот. Јас да ви кажам, да може камера еден. Благодарам. Јас да ви кажам, затоа и најчесто вака седам поставен. That is why I sit like this in front of cameras, because if I turn my back, then my viewers can see that I'm already losing my hair. Доколку го завртам грбот, моите гледачи ќе видат дека веќе губам коса. Сега, по однос на објаснувањето, Елена, малку, if you don't mind, I will speak with Elena a little. Значи, зборуваме за овој дел овде, така? Нека стои камера еден. Да. Значи, за овој дел овде. Ова е донорската регија.
Она што велите вие позади Од каде што ушите? се земаат фоликулите таму, густината на косата останува оптимална во Овде? текот на животот таму. Добро. А ако темето се спушта надолу, колку што повеќе се спушта надолу према донорската регија, како што има тенденција за жал огнен кај тебе што ми е болна точка, Добро. тогаш ни се компрометира донорската регија и можеме да немаме доволно фоликули за трансплантација понатаму Тоа во не е текот убаво. на животот. Okay. If you don't mind, I want to mention something I don't more. mind ever. We are also doing beard transplantations. Океј, значи трансплантација на бради, ако добро разбрав. Yes. It works really. I'm not in that category, не сум во таа If категорија. people needs it, all aesthetic operations, at the beginning people wants this problem must bother the people, and if they need it, we are here. Otherwise, Да, се случува... извини, Елена. Да, трансплантацијата на брада станува нешто што е прилично атрактивно еви за нашите простори. Иако кога бев кај во клиниката најмногу пациенти од арапските земји има со трансплантација на брада. Меѓутоа и кај нас веќе младите прашуваат за тој тип на трансплантација и исто така трансплантацијата на веги меѓу жените станува, and the eyebrow transplantation also for women are also very concerned because as the trends change, they want thicker eyebrows. Да, некогаш по грешка сте останале без веги, sometimes by mistake you can leave your eyebrows or something like that. But so our surgeon corrects everything that does with facial hair and scalp hair. Во однос на трансплантацијата на бради, тоа веројатно ќе станува уште повеќе тренд. When it comes to transplantation of beards, it will probably become more of a trend because many men are wearing a lot of beard nowadays. Мажите носат многу повеќе брада деновиве. Додека сме кај тоа, is it for transplantation of a separate part? Дали е за трансплантација на посебни делови, or a whole beard can be transplanted? Или цела брада може да биде? We can do it whole beard if you need it, but generally there are some small empty spaces we are filling, and we are using the same area as a donor site, and actually the operation is the same with hair transplantation. Значи различни, може да се трансплантира и поголема површина или целата брада или одредени места кои што се поретки. Тој докторот одредува на лице место со пациентот каде е потребно повеќе и донорската регија и за брадата останува повторно главата и тој истиот сегмент. Така да треба да се чува навистина. Што всушност се трансплантира? Exactly. What are you transplanting? The hair follicles or the hair themselves? Hair shaft. Shaft. Yes. Добро, shaft. Hair shaft. Actually, we are not implanting the hair itself. We are transplanting hair follicles. Hair follicles are anatomical structures. They are not contain always one hair. Some of them are one hair, some of them two, some of them three hairs. The structure changes, but it's totally they have an anatomic integrity. And when we transplant hair follicles, the result will be more natural, aesthetic, and more efficient. Okay. Да, значи се трансплантираат влакнени фоликули, а не поединечни влакна. Самите влакнени фоликули може да содржат едно, две или три влакна и тоа е анатомска целина, која што при трансплантација се пренесува како целина. Тоа знам од оние инсерти што сме ги прикажувале кога ќе се гостувала вака дека од едно место излегуваат неколку влакненца, да. Или кога ми велела Елена, овде на темето наместо 3 имаш едно од една фоликула. Добро? Да, таму само е резултат на тоа што веќе се променила косата и место 3 сме стигнале до 1. Значи тие групи на влакна што ги гледаме при трихолошката анализа, всушност се тие фоликуларни единици за кои што зборуваме и како цела единица се вадат и потоа се трансплантираат. На тој начин се постигнува убава естетика, а и преку вадење како естетска линија, а и при трансплантацијата се земаат
графтови кои што имаат или фоликуларни единици кои што имаат 1, 2 или 3 влакна и на тој начин се комбинираат и се користат зависно од регијата каде што се трансплантира. Ама тоа е интересна тема во врска со влакната и фоликуларните единици, значи при трансплантацијата на дали работиме со графтови или влакна, затоа што многу често постои една дезинформација која што се презентира дали се трансплантираат влакне, бројот на влакна што се трансплантираат дали е во број на влакна или во број на фоликуларни единици или во број на графтови, што е комплетно различно како нумерички податок. Имено ако трансплантираме 3000 графтови, тоа значи дека всушност сме трансплантирале 6, 7, 8000 влакна. Значи бројот на влакна и бројот на графтови се два различни параметри. Добро. Ќе направиме пауза за реклами, we will make a break for commercials and be right back и ќе се вратиме во студиото. Секоја мешавина чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Ново од палетата на Good Nature. Медицински чаеви премиум. Од Алкалој, Скопје. Имаме некои инсерти во текот на денешното издание. Во оваа емисија денеска зборуваме заедно со докторката Елена Арсова, која што е трихолог од 101 клиниката за коса, која што ни ја знаете, ни носела и многу гости во студиото, дали од Кина, дали од Франција, ве сега и од Турција. Значи имаме можност да се запознаеме со многу различни методи и начини. Заедно со неја во студиото е доктор Илке Апајдин, хирург за пластична и реконструктивна хирургија во New Age клиниката и 101 клиника. Кога зборуваме за методите, веќе имаме и некои инсерти, Елена, кои што ни ги донесовте да ги прикажеме на гледачите. Ќе одиме со техниките или ќе одиме со првиот инсерт кој што се однесува? Да, тоа се однесува пак на ова што зборувавме, за да малку визуелно се добие представа што... Ова е... Овде точно се гледа како се екстрахираат фоликулите. Како на кој начин се врши трансплантација? Се вадат? Да. Вадењето и потоа нивното инсерирање во фронталниот дел каде што имаме проречување. И на тој начин еве многу едноставно графички е прикажано тоа што ние користевме толку зборови. Да. We used a lot of words, but the picture simply explains it all. Донорската регија и пресадувањето во деловите каде недостасува. Доктор Апајдин, it seems easy to do it, but I'm sure that it's very hard. Изгледа дека лесно се прави, но верувам дека е многу тешко, или? Or? Actually, it's easy for us. You know, we are doing this job because for you're experienced. over 20 years. But also for the patient, it's also easy because we do this operation under local anesthesia. You are awake, you are listening music, sometimes watching television. Even Chatting. if you can sleep. Or talking. Talking, yes, conversation. We give some small breaks, coffee breaks, lunch breaks. It takes 6 to 8 hours, but not very hard for the patient. It's totally painless. After the operation, maybe patients can have small amount of pain that can be managed by painkillers, but we can say that it's a totally comfortable operation. Okay. Да, операцијата е едноставна за пациентот пред се, затоа што пациентот се прави со локална анестезија, тоа исто така голема заблуда што пациентите мислат дека се оди на општа анестезија за трансплантација, значи само локално се анестезира скалпот. И во текот на трансплантацијата пациентот е свесен, си слуша музика, си гледа телевизија, си пишува пораки, значи или зборува како што јас би можел да молчам 8 часа на пример.
Ти би бил сигурно пријател со целиот медицински тим во салата. Порок од 8 часа, да. If he has the hair surgery, he'll probably become friends in 6 hours with all the medical staff in the operation room. Така да е едноставна за пациентот и самата поставка, безболна интервенцијата затоа што се прави под локална анестезија, а и болката која што може да се јави во следните неколку дена многу лесно се менаџира со аналгетици. Значи, трансплантацијата за коса е една од наједноставните хируршки процедури во денешно време. Is there any particular method that is used to extract or to take out, folkly said, the hair follicles for the transplantation of hair? Постои ли некоја метода посебна со која што се вадат влакнените фоликули за трансплантација на косата, иако вие употребувате зборовиот тип од не екстрахира, ама се вадат? Подобро е така. И сега може и другото видео. Така, може трансплантација 2, окей. Sorry. Mainly, there are two main techniques in hair transplantation. One is FUE method, the other is FUT method. Dobro. Okay. Yes? FUE method is known as the newest one and the most popular one. Over 90% we are now performing FUE operations. This method means that we are extracting the follicles one by one from the scalp, from the patient, and transferring them to the area that we want to be hairy. The other one is we are extracting a strip excision. There is a cutting and suturing it, and this method leaves a small scar. And the scar is a permanent scar. If you shave your hair totally, it can be seen. It's the most important disadvantage of FUT method. The other one, FUE, is the popular one. It is more comfortable for the patient, especially post-operative period is very comfortable. The results are very natural, effective. And we use the donor site more efficiently in FUE methods. Да, точно сега на ово видео гледаме разликата што ја обяснуваше докторот меѓу двете техники. Точно сега ја гледаме поновата техника, па први не ја ќе обяснам согласно на кажувањата. Ова е FUE техниката каде што се вади буквално графт по граф, или нашите луѓе сакаат тоа да кажуваат влакно по влакно техника. Иако рековме дека тоа не се поединечни влакна, туку се групи влакна. Така. И ова метода ја препорачува и докторот затоа што е поедноставна за пациентот, помала траума се прави на донорската регија и не остава лузни. Уште еднаш може сега да го пуштиме на инсерто трансплантација 2 за да може да објасниме на македонски првата техника. Во првиот дел од видеото. Така, добро. Ова е другата техника, FUT, која што е малку постара техника, каде што се вади цело парче од скалпот, како што покажува точно анимацијата, па потоа фоликулите се цираат поединечно. Меѓутоа проблемот овде што е прилично агресивна, се прави рез, потоа се зашива и тоа може да остави, и најчесто остава лузна на кожата на главата. Да, доктор рече, доколку се избричи главата, ќе се познава. Ќе се познава, да. Затоа и трендот е да се користи оваа поновата техника која што е многу подобра, не само и од аспект на побрза рехабилитација, туку и заради естетскиот изглед на крај. Веројатно особено поради естетскиот изглед. Па да, и пред се лузната никогаш не може никој не сака да остави да има лузна на. Значи втората техника FUE не остава лузни. Така да тоа е препорачаната техника. Во овој дел, this part in our conversation, there is a very important matter. Значи има една многу важна работа во овој дел на разговорот. Who can be a candidate for a transplantation of hair? Кој може да биде кандидат за трансплантација на коса? Generally, we can say that the people who have shedding is eligible for this operation if he or she has enough donor site and real good expectations. We can
give constant results with hair transplantation because we are very get used to the operation. You know every aspects of the operation. I know what will the patient will obtain, but if it is not matches with the expectation of the patient will be unhappy. If the thing that I can give to the patient matches with his or her expectation, the success will be 100%. Да, значи за трансплантацијата битни се и очекувањата на пациентот и донорската регија. Значи кандидати за трансплантација може да биде секој кој што има губење на косата, меѓутоа за успешна трансплантација потребно да има добра донорска регија и реални очекувања. Ако очекувањата на пациентот се поклопуваат со можностите кои што како хирург може да ги понуди докторот, тогаш имаме и успешен крајен резултат. Ние сме свесни дека имаме многу често поголеми очекувања од нашите пациенти отколку што реално може. Значи не можеме да имаме густината на косата како што сме имале пред 10 на 15 години, како што и кожата не може да биде. Освен ако не се грижиме редовно како што си се грижиш ти. Значи јас мислам дека најсовршената коса која што во животот имам видено е косата на Елена. И секоја емисија истото го мислам и никој пат не ми текнало да ти кажам во живо, еве сега ти кажувам. Благодарам. Морам, негата на косата е секако битна, меѓутоа и мојата коса стара. Значи сите ние во текот на животот претрпуваме промени кои што доаѓаат и сами по себе. Тоа не значи дека ние треба да се држиме до некоја визија која што имаме од време кога сме биле тинеџери. Да. И јас кога бев тинеџер имав вака довде коса, имав густа коса, сега веќе немам. We cannot expect us to have the hair and the skin as when we were teenagers. So that's why the realistic expectation of any treatment should be obtained. Okay, so now we have candidates, имаме кандидати. We have the methods, ги имаме методите. We have the clinics, ги имаме клиниките. What about the after effect? Што по однос на after effectот? About the rehabilitation of the patients that undertook transplantation of hair. За рехабилитацијата на пациентите кои се подвргнале под the recovery. Okay, recovery period is 10 days after the operation. But people goes immediately after their routine life. Even after the operation, even 1 day later, they can do whatever they want. They can go shopping, walking. They can go back to their work. No, shopping and walking. No, I think they will not prefer it. But there will be some small red dots and scabs on the scalp for the next 10 days. And if we call it 10 in the first day, it will be 1 at the 10th day. After 10 days, the total recovery is, we can talk about the total recovery, and no one can differentiate that patient have hair transplantation. Oh, we already have a growth of hair. No, the growth of hair will begin after 3 months. The first 3 months is a silent period. You don't even get any results, but with the 3rd month you will begin to get the results. Maybe 30% of the operation will be at the 3rd month, but there will be a gradual increase during 1 year. At the end of the 1 year, we will get the exact end result, and we make our controls with the patients. Okay, Елена? Значи, периодот на рехабилитација е многу краток, како што рековме, операцијата е едноставна, а и рехабилитацијата е едноставна и пациентот веќе после операцијата, после неколку дена може да се врати на нормалните животни обврски или, како што каже по твоја препорака, повеќе шопинг и шетање отколку работни обврски. Може да одмориме од работа, значи. Може лекарско уверение. Не е работоспособен во наредните 10 дена, например. Да, и јас сакам да им препорачувам да си земат малку време за себе после таква интервенција.
Единствено нешто што се приметува во суштина се само мало црвенило на кожата, црвени точки и лушпи кои што се резултат на заздравување на кожата. И тие во тек на 10 дена се губат Та мртвата кожа од комплет. скалпот би била. Да, поради траумата од оставањето, инсерирањето на влакната, доаѓа до повреди на кожата. Тоа се микрохируршки техники, меѓутоа пак доаѓа до повредување на кожата. И во процесот на заздравување се формираат тие ситни лушпи, за кои што е потребно 7 до 10 дена да регенерираат. Иритирање на кожата, на скалпот, не толку повредување, тоа многу грубо звучи. Да, многу пофини, секогаш избираш многу пофини термини. Значи, рехабилитацијата ни е кратка, 7 до 10 дена. Меѓутоа, растот на косата и покрај тоа што операцијата трае само неколку сати, растот на косата не е така имедијатен, не е толку брз. Како што каже и доктор Илкер, останува еден период од 3 месеци кога фактички немаме раст на косата после трансплантацијата, туку растот почнува од 3-тиот месец па натаму. Во текот на секој месец после тоа се зголемува растот, 6-тиот месец е добро, 9-тиот месец е речиси одлично, а до 12-тиот месец, значи до една година се постигнуваат оние полни резултати како што се очекувањата. Добро, во тој контекст, in that context, can we be sure that we will have a natural look? Дали можеме да бидеме сигурни дека ќе добиеме природен изглед? You must be very safe about natural look because it's the most important aspect of the operation. It's not the only density that makes the hair transplantation patients happy. The most important part is the natural look. Hairline design, the distribution of the follicles, the angles of them, the method you choose. Everything is very important for getting the natural result, and these choices are made by the surgeon. And if your surgeon is a certified one and maybe a plastic surgeon and especially specialized on hair transplantation, I think it will be very natural and the patient will be happy. Да, секогаш пациентите прашањето сосем добро затоа што секогаш ги загрижува природниот изглед. Не е само густината на косата тоа што дава убав изглед, туку е битна и природно да изгледа линијата на коса која што ќе се формира со трансплантираните влакна. Затоа, меѓутоа, тоа најмногу зависи од техниките кои што ги користи хирургот, значи начинот на кој што ќе избере кој од методите ќе ги користи, начинот на кој што ќе ги постави графтовите, пошто потребно се стават под одреден правец, потребно да се процени како ќе се дистрибуираат тие влакна, значи кои зони ќе бараат повеќе графтови и на тој начин крајниот резултат во суштина најмногу зависи од техниките кои што ги користи хирургот и пред се искуството. Dr. Ilker is skromen. You're modest, so I will praise you a little bit. The results I have seen with our patient that that Dr. Ilker did the surgery are just perfect. So може и да се преведеш. Или сакаш јас да те преведам? Можете. Знам, мене природно, да. Значи, Елена кажа, сега веќе е време да возвратам. Елена тоа вие кога зборувате на два јазика истовремено и се преведувате сами себе си и другите, се зборувате, да. Она што го каже, впрочем дека докторот поради тоа што е скромен, сакаш да му оддадеш признание малку повеќе дека резултатите кои што се ги видела, впрочем се одлични и супер во природниот изглед. Во тој контекст, кога зборуваме, тоа е веќе сме на крајот на емисијата, we are quite at the end of the show. When you're talking about qualifications for someone that can make the transplantation, if someone who is watching us wants to be like you, what are the qualifications that he has to have? Доколку некој кој што не гледа сака да биде како вас, кои се квалификациите кои што треба да ги има за трансплантација на коса? I think it depends on country to country, but in Turkey, if you want to do hair transplantation, it's the same. Is it the same? Okay. Yeah. Is it? Yeah. If you want to do a hair transplantation, you must be a plastic surgeon or dermatologist. And I can say that not only plastic surgeon, especially specialized on hair transplantation plastic surgeons,
will be better for the patient. I'm a plastic surgeon and I'm doing hair transplantation over 20 years. I love it. I love to do hair transplantation. Океј. Да, значи секогаш е најдобро трансплантацијата да работи пластичен хирург, особено специјализиран за трансплантација на коса. Во денешно време постојат и медицински сестри или некој медицински персонал кој што ја изведуваат трансплантацијата, меѓутоа тоа Си доаѓа со искуство веројатно. Не може, значи има лоши резултати и нема не смее, не легално. Мора да се помине одредено превени знаење, искуство и потесна специјализација за да може тоа да се работи. Нашиот доктор не само што е пластичен хирург и субспецијализиран во трансплантацијата на коса, туку е член на Меѓународната асоциација на хирурзи за трансплантација на коса, па ги следи секогаш новите техники кои што новите знаења кои што помагаат да имаме успешни резултати и одлична естетика како крајен ефект. Doctor, thank you for being our guest. Thank you. Ви благодарам што бевте нас гостин and I wish you quite a success in the future. Ви посакувам успех во иднина. Елена, ти благодарам и тебе што ми асистираше во толкувањето на англискиот јазик. Да, малку поинаква улога овој пат. Да, ма со оглед на стручноста во изразувањето беше неопходно да токму ти ни помогнеш во тоа, но и се она што дополнително додаде од твоето искуство секако е многу значајно кон гледачите. Ке се видиме ние повторно сигурно. Благодарам што не покани и се гледаме понатаму. Се гледаме. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието. Се надевам дека многу повеќе научивте околу трансплантацијата на косата и дека доколку некаков нешто проблем имате, 101 Hair Clinic можете да ги најдете на Facebook и оттаму да се информирате, се разбира, бидејќи најбрзо, впрочем, и се информираме. Ви благодарам за вниманието и пријатен викенд. Се гледаме за час и половина повторно.